Ај добро вечер на сите, уште една епизода на Брчиме со Дуле, без Дуле. Дуле е на заслужен одмор. Јас превземам малце работите во своји раце. Денес во студиото имаме човек што работи со млади луѓе, што значи дека секој ден му почнува со имаме идеја, а му завршва со немаме буџет. Нашиот гостин е човек што успеал да направи нешто што кој ретко го прави. Значи, наместо да се жали за младите, решил да работи со нив. Тоа ти е храбро, ризично и понекогаш гласно. Тој е дел од организацијата Сфера и од Младинскиот центар во Битола, место каде што младите учат, се развиваат, патуваат, прават проекти и понекогаш го менуваат светот. И додека некој од нас викендо го користат за одмор, овој човек викендо го користи за тренинг со 30-40 млади луѓе од 5-6 држави, кај што секој има свое мислење, ама никој нема спиено доволно. Има магистрат по економија, значи можел да избери стабилна канцеларија, Excel табели, мирен живот, но тој го избрал младинскиот сектор. Тоа е или љубов, или авантура со многу рокови. Вечерва ќе зборуваме за младите, за Европа, за проекти, за реалноста без филтер и ќе видиме дали активизмот е романтика или сериозна работа. Милчо Дули, добре ни дојде. Добро ве најдов. Добро вечер на сите. Благодарам многу за поканата. Баш ми е мило да видам со тебе кумба вечерва и се надевам дека ќе имаме интересен разговор. Ќе си помуабетиме на нашки, секако. Ќе разговараме за интересни теми и нормално за младите. Ние често си правиме муавети на оваа тема кога сме заедно некаде на проект, ама од секогаш ми беше предизвик пред се да пробам она што ние го осеќаме пред се, да му го пренесиме на младите што воопшто не се свесни дека вакво нешто постои. Мене ми е мило што сепак младите од Македонија каде се посвесни отколку младите низ Европа за ова нешто како Еразмус, младински размени, сето тоа волонтерството дека постои, отколку да речеме младите во Франција, младите во Германија, често се смееме дека нема учесници. Ама сепак сметам дека не е доволно раширено до сите оние млади, посебно до оние на кои му треба оваа работа. Сега, кога некој ќе каже работам во младински сектор, што најчесто ти одговарат? Браво или ај стварно кажи што работиш? Па, мислам дека зависи од генерацијата. Некој велат, да се матка нешто, да се работи. Не знаат ни што е работата, но некои прашуваат што работиш. Кога ќе му кажеш проекти, организација и одма првото нешто е негативно. Овај ни работи, ни ништо. Парење пари и така. Стално е, тоа е почетокот на муабетот кога и да почне. За се она што не се разбираме, не знаеме да го објаснуваме, обично е нешто мацно, нешто сумливо и така натаму. Кажи ми, колку долго вака активно работи младинскиот сектор во Македонија? Јас се сеќавам, мислам дека уште бевме средно кога ти почна да се занимаваш со ова или така некако после средно периодот? Така, тоа почнав јас баш во средно. Во средно имав шанса да учествувам во една друга организација, да бидам волонтер, значи така почна и мојот ангажман. Од волонтер па и јас се изградив до да имам организација, да обучувам млади луѓе и така натаму. Значи од 16 години. Значи сепак секој треба да го помени тој филтер на волонтирање, на осознавање на целиот сектор, па да можеш активно да се вклучиш. Дефинитивно треба еден период голем, затоа што не можеме да скокаме. Иако младите се многу нестрпливи, сакат најнаш додат нагоре, сепак треба да почнеш од најдолу, па да одиш полека нагоре. Кога свати дека ова ќе ти биде мисија, а не само хоби? Дека јас ова ќе го работам. Мислам дека веќе бев на факултет, крај на факултет, кога што после студии, после додипломските, одма најдов работа некаква, значи као што најави сум економист. Сакав да одам по струка и се вработив во банка. Издржав некои 7 месеци. Токав беше мој период за да се убедам дека можеби ова не е за мене. Значи сепак си го пробал тоа? Сум го пробал и размислив дека подобро е да работам во младински сектор, отколку да седам во канцеларија со 4 ѕида и секојдневно исто да ми е цела работа. Значи сакам нешто интерактивно, сакам да му поможам на многу млади луѓе, сакам да ги учам на многу работи, затоа што веќе во тој период додека стигнам на студии, додека ги завршам, јас имав посетено над 40 проекти.
над разни на 30 барем држави. Така да има видено многу различни промени и кај мене, кај други млади кои што доаѓале со мене и размислив дека да, ова е многу подобра работа, многу повлијателна и поблагородна на еден начин, отколку да работам за некој друг и да бидам во 4 џида, да остварувам само профит, така, но да не правам некоја реална промена. Така. И сега, ако ги речеме млади луѓе, тоа е малце широк поим. Имаме млади луѓе кои знаат што сакат во животот, се веќе осознаени, некој период таму, може би после 24-5 години, ама имаме млади луѓе што туку, да речам, станале полнолетни, сепак се уште деца, одговорноста е многу голема. Дали некогаш си помислил што ми требаше ова сега? Многу пати. Многу пати се случило да помислиш така, особено кога имаш проблеми. Така. Кога имаш некој предизвик пред тебе, кога имаш рокови и така натаму. Особено кога ќе работиш со категорија на млади кои што се повеќе, име повеќе потребно помош, менторирање и внимание да му посветиш. Тоа што размислуваш, зошто аз го одбрав овој пат? Зошто не ајдов нешто друго? Зашто не останам зашто не останам? Па не, можеби во банката. Во банката, не само во банката, ама и сосема различна струка размислувам. Так. Значи пред да почнам на економски работев многу со IT, правев веб страни, дизајн и така натаму. И секогаш се навраќам назад, зашто тоа не си продолжив? Зашто одбрав економија, па на крај завршив во младински сектор. Колку би било полесно да продолжев на другиот пат. Но никогаш не се откажав. Еве. Ма лесното знае да биде досадно многу често, така да. Дефинитивно. И после толку години, моментално 36, се уште го работам со истата пасија, можеби не со истата енергија, секако го дел од енергијата, но не се откажувам од тоа што го правам и успеавме да стигнам да изградиме една организација, да направиме младински центар во Битола, секако со помош на законот нов што го имавме пред 5 години и со локалната самоуправа за да можеме да обучуваме голем дел на млади луѓе и да стигнеме, тоест да стигне зборот дека да постои нешто каде што ќе добиеш бесплатни вештини, знаења, ќе се изградиш, за потоа да можеш да се докажеш и на други. Сега, овие што ги спомнуваме младински размени, обично се младинска размена, тренинг курс, неколку категории се. Сега ете и тука во студиото имаме еден татко на дете што за скоро, за неколку години, би требало да оди на една младинска размена. Во кратки црти, и за тие што не гледат, за сите потенцијални татковци и мајки, во најкратки црти би му објаснал од твоја уста што значи една младинска размена каде што тие ќе го пратат нивното дете, што ќе добие детето, зборуваме кој е и финансиското покритие, да знаат колку треба да се спремни со пари и така натаму, а и што ќе добие нивното дете како неформално образование. Да, што има поврат. Да. Еразмус, таа е програмата Еразмус кој што ги нуди овие обуки, мислам дека е најдоброто нешто што Европска унија го има направено за младите. Млади зборуваме баш од 15 до 30. Таа некоја група, затоа што еве кај нас и законот за млади така вели 15 до 30 си млад човек. Тие добиваат се. Тоест му е платено се 100% од Европска унија. Иако не сме во Европска унија, нашата држава може да учествува во програмата и исто рамо до рамо со Германија, Франција што спомнавме. Така да што од покриени на патни трошоци, сместување, храна, материјали, за таму некој еден млад човек да може да работи. Тоест да оди на една размена од 7 дена, значи тие се измеѓу 5 и 10 дена, но стално се во стандард 7 до 8 дена во една држава со тим од минимум 5 души од нашата држава, да може да се дружи таму со барем 5 различни држави, со 30 млади, кои што ќе работат преку неформални методи на една тема. На тема од социјалниот живот. Дали ќе биде екологија, дали ќе биде демократија, дали лидерство, дали права. Секаква тема. Значи, размените се прават на разни теми. Се што може да помислите, што имате на ум во моментот, има. Постои таква тема и постои таква младинска размена. Значи, младите таму, заедно, тие 30, со еден фасилитатор, што е нормално искусен на таа тема, ги движи, им покажува. Во многу случаи се повеќе од еден, или има 2-3 фасилитатори. Зависност од бројката. Значи, преку тие разни методи, тие да разберат нешто ново за темата, да научат. Преку метод на тимбилдинг, преку театар, преку симулации, преку презентации, значи тие не... Модерно е, гледам, и снимаат кратки рилои, филмчина, видео материјали. Учат разни нови алатки кои што
веќе тие преку социјалните мрежи ги знаат, но преку тие алатки тие учат да побијат нешто во општеството, да сменат нешто во општеството. Значи учат нови вештини, така? Учат нови јазици, зашто рековме има некои 5-6 држави таму различни, учат нови култури, Така, не така. излегле од државата, може Да, да е прв да, пат. да, да. Значи учат за нивната храна, за како стануваат. Тие живеат со нив, значи живеат 7-8 дена со толку различни култури. Значи дечина што воопшто не се знаат, за 7-8 дена веќе стануваат пријатели. Пријатели, баш така. Си Да, да. имаат пријател за секогаш, што велиме ние. Кога и да патуваат во тие држави, тие остануваат во контакт затоа што си имаат своји WhatsApp групи или Viber групи, каде што се допишуваат, патуваат, одат и така натаму и стално се среќаваат и по други проекти, не само по овој. Така да мислам дека добиваат премногу за нивниот развој ментален, за нивниот развој на Така, вештини. така. Значи сепак тука го побиваме муавето дека младинската работа е само патување и дружење, не е, учат многу. Дефинитивно, Ако значи, не- првото нешто е тоа. Точно, ако не многу да речем, ако некој не научи многу за човекови права, сепак ќе научи за мултикултурализам, кои се разликите, гледаат таму луѓе од секоја друга религиска група, од секоја друга културолошка група, Така е доста дефинитивно. майноритис нели има и Да. така натаму. Дефинитивно, особено во момент каде што Европа е баш толку различна со култури, со нации, после мигрантските движења. Точно, точно. Проводиш на проект, среќаваш групи кои што доаѓаат од Шведска, од Германија, каде што нема еден швеѓанец, мислам. Точно, За обично жал, се може би, Сирија, да, таа е реалноста, но ќе сретнат луѓе од Сирија, од Авганистан, од Иран, од Индија, од Бангладеш, кои што ретко има шанса да ги запознаеш во Европа точно. и ретко можеш да ги видиш и навистина да разговараш и да ги спознаеш. Може би си читал во книга, си учел на училиште, но има шанса пред тебе. Па и медијата малце тоа се нападнати како не ги сакаме, не сакаме тука имигранти од Сирија, али досега ете мој лично искуство што сум бил со деца, толку богата култура имат, толку почит кон останатите и сето тоа, навистина се култури што мора да се запознат. Да. И јас така би рекол, значи ова е нешто што секој млад човек треба да го види и секој треба да оди на една ваква размена. Кај нас доаѓаат многу родители, баш како што кажат, како што сега кажуваме, доаѓаат да прашат што е ова, зошто, како и така натаму. Така да ние сме отворени и стално му кажуваме на младите доколку имате проблем, не знаат на што ве пуштат. Информирајте се, дојдете кај нас, ќе ви му објасниме што добиваат и што е се платат, затоа што мислат дека ова некое патување, некоја туристичка агенција организира и така натаму. Иако во минатото со тоа не меше, ние баш се запитававме дека таа сфера ќе станеме од здружение, затоа што стварно имавме многу понуди. Имавме, значи, пред ковид, да речам, време, околу 300 до 400 млади заминуваа годишно на вакви обуки, на вакви младински размени, тоа е стварно голема бројка. И секако концентрацијата не е на Битола. Ние сме од Битола, ние сакаме битолчани да ги пратиме. Но работите се променуваат. Моментално имаме многу мала бројка на битолчани кои што сакаат да одат и знаат за ова, отколку другите градови. Така. Сега, тука не учат само откако ќе стигнат, туку учењето почнува уште од првиот состанок валјда со сфера, му објаснувате како е цела процедура и нели мора сами да си најдат авионски карти, сами да го организират патот до пристигањето во смештајот каде што ќе треба да спијат. Тоа исто е една голема одговорност од нивна страна, кај што ќе треба да се потрудат сами, без никаква помош, со јазиците што ги знаат, со добро сега, ајте живееме во ера на телефони, GPS, мапи, такви работи кај што е многу полесно, но сепак да испатуваш сам до одредена XY земја со луѓе што ги запозна на аеродром, не е баш едноставно, ама е интересен предизвик и едно големо осамостојување на дечината кога ќе тргнат на ваков. Мислам дека да, ова го има кај нас, ова е феномен, но мислам дека некако се научени да најдат решенија за нештата, да се приспособат. И секако да успеат кон нештото. Не знам, можеби тоа не научил менталитетот, државата, културата наша,
за да можеме сами. Одливи сме како нација, дефинитивно одливи сме и пробуваме да стигнеме, значи дефинитивно се информираме, прашуваме и така натаму. Сепак као група ти имате еден лидер кој што знае повеќе, кој што знае јазик и е повозрасен во години. Значи тим лидерот треба да биде или повозрасен или поискусен, веќе со некои одредени така. Дефинитивно, но сепак ги оставаме како група да одлучат. Ние сме стално позади нив за да им поможеме, сепак да видиме тие првен што можат, како може да се докажат, па потоа ние сме тука во секој случај за. Баш ме интересира, сигурно и многу мајки, кој бил најчудниот момент што ти се случил на некој Еразмус проект? Не е се така совршено, има и чудни моменти. Има, како не, има, многу има чудни моменти. Мислам дека барем на секој втор проект има нешто, некоја случка нешто што нештима, да, или не знам, можеби поради локација, можеби поради логистика, можеби поради групата. Так. Можно е, значи се случува во некои групи, имаме од некои држави кои што доаѓаат малце поспецифични млади. Мислам, поспецифични не значи дека се многу различни, тие се исто млади како кај нас, но повлечени. Значи одмаш, по екстроверт, што викаме интроверт и екстроверт, се поповлечени и знаат различно да реагираат на нештото. Но се случват од работи да, не знам, снема, ни се случи наш баш и јас, кај што бев на размена, да снема струја 3 дена. Значи нешто се случува, некои такви непогоди. Но се случило друга работа, не знам. Да ни снема кувар, да замени кувар, да останеме без кувар. Некои 2 дена, па децата да вежбаат готвење. Да мора да готвиме сами, не само децата, сите ние да се вклучиме за да може да преживееме уште неколку дена. Така. Се случило каде што да, секако имало и некои проблеми од типот на недоразбирање меѓу деца, недоразбирање на култура. Значи, има некојаш провокација на национална база, оти сепак кај нас Балкано е малце националистички наприцкан, Европа не се замара толку, мада од моје искуство и тие некои знаат да не потценат балканците, не зборам само за македонците, општо балканците како балканци. Тие не потценват стално, особено големите развиени држави, но се случва на Балкан, многу пати се случва, значи редовно имаме држави од типот на Србија, Бугарија, Македонија, Грција, кои што се на проекти, кои што има некој клик редовно на некоја база да се нешто да се расправат, но не да се направи некој голем. Али мислам дека тоа сепак е во поголемиот дел од случаите на ниво на предрасуди што слушнале дома, што некако му е наметнето, ама многу често јас сум среќен заради тоа што предрасудите му се менуват на лице место таму кога ќе ги запознат подлабоко дечината. Баш тоа ќе кажев, проектите се за да се ги рушат тие предрасуди. За се што виделе на медиумите или што слушнале за некоја држава и за некоја култура, да си ги побијат. Затоа тие кои ќе одат таму и сместувањето, секако е поделено во различни соби, тие ги мешаме меѓу државите. Значи никогаш нема да спијат двајца македонци заедно. Мешаме еден србин, еден македонец, еден австриец, еден французин, шпанец и така натаму, за да можат да живеат заедно во една соба 7 дена и да видат дека не се такви португалците како што зборуваат други. Или како што сум видел на телевизија или на некој YouTube видео или на некој рил, што тоа е нормално сега, затоа што сме, мислам, не сме, ама сите млади се нон-стоп со телефоните, со социјалните медиуми и гледаат се и секако скролинг. Не е се вистина. Точно. Со ова што ми кажа како ги делиме по соби и сето тоа, ме донесе до следното прашање, што сакав да те прашам, а тоа е кога се реализира еден проект. Ние од прилика знаеме како учесници, тоа што ни го кажувате како информација, кога ќе стигнеме, кога е доручек, ручек, вечера, што треба да си носиме, нели, влечки, крпа, пешкир, такви работи. Ама тоа е многу сложено нешто. Значи, што е тоа што никој не гледа за сцената кога ќе се реализира еден проект? Да, тоа е само тие 7 дена што ги гледаат, а на нас има месеци и после тоа има месеци. Зошто? Затоа што да добиеш првен еден проект има стварно пишување, има стварно аплицирање. Значи ние не ни ги дава некој случајно или ајде окей, добар си, ајде да направиш проект. Не, ние треба да напишеме една апликација, да аплицираме еднаш, 2 пати, 3 пати можеби, нема да ни одобрат, така? Не сме сите толку добри. Селекцијата е детална. Конкуренцијата е голема, значи стварно во моментот има многу организации кои што сакаат да организираат нешто вакво за млади. Така да аплицираме,
ни одобруваат. Има бирократија, документација, договори и така натаму. Избирање термини. Да, некоја логистика која што значи да се најде локација, да се најдат учесници, да се одберат партнерите, да се разговара со партнерите, со учесниците, селекцијата нивна секако си има некој процес, логистика од типот на храна, дали ќе има кувар, дали ќе има хотел, хостел, Сепак имат, мислам, така лимит на средства за патување, не може некој да купи авионска карта од 700 евра и сите да му бидат вратени. Значи, сепак нели има, мислам дека фер користење на средствата и секој учесник си има лимит до кај треба. Да, Европска унија значи кажува дека треба да се користи на економскиот начин, затоа што е за млади. Не одиме ние на бизнис состаноци. Ние одиме на младинска размена, значи треба да користиме најекономичниот вид на транспорт и затоа има лимит до кој што може да потрошиш за да може да ти биде рефундиран патот. Така да сето тоа се случува пред некои 3 месеци, барем 3 месеци. За тие 7 дена и потоа имам уште 3 месеци, барем 3 месеци пак да. Но тука те чекам. Да, се случува. Да, бев да речеме тим лидер на еден од твоите проекти и бев одговоренете за неколку млади и после знаеш се враќаме, родителите звонат кај тим лидер, кога ќе биде исплатата на парите, кога ќе ни ги вратите и сето тоа. Се надевам многу родители сакат да го слушнат ова. Која е процедурата откако нивното дете ќе се врати назад дома? Добро. До завршување, официјално завршување на целиот проект и кои се сепак имат уште одговорности после проектот? Да, значи проектот трае можеби 6, можеби 8 месеци. Затоа велам тие 7 дена се само активноста, проектот е голем. Значи од кој ќе се вратат назад и децата имат одговорност. Значи како што имаме ние како организација кој што го пишува проектот, децата треба да тоа што го научат да го пренесат на своите другарчиња. Значи тоа е нешто, тие треба да организираат нивна дисеминација што ние ја викаме, да ги споделат резултатите и нивното научено нешто со барем уште една помала група за да може да стигне информацијата до повеќе млади. Значи било на школа, било во вашиот младински центар да организираат, било онлайн, на отворено, може исто така, да. Затоа што тоа е многу битен момент што Европска унија го сака, дека проектот не е само ексклузивно за тие 30 млади. Проектот треба да биде споделен со барем уште толку млади, за да слушнат, да видат и тие да посакаат да одат. Значи најдобро знаеме дека најдобро маркетинг е човек на човек. Ако ти си имал добро искуство на еден проект, сигурно ќе го кажеш на другар, ќе дојде и тој, ќе дојде и негов другар и така натаму. За жал, ако си има лошо искуство, ќе има баш контраефект кон нештото, што и тоа се случува. Не велам не. Када освен таа дисеминација, треба да ги собереме сите карти, авионски, се што патувале, да ги добиеме како организација. Да ги оригиналите, скенирани, како е да ги имаме, за да ги што тоа е нивниот доказ дека потрошиле пари за да им се вратат средствата. Така да праќаме се прави таа евалуација и дисеминација и потоа ги добиваат парите. Но проблемот е што многу родители мислат дека тоа се случува за еден ден. Твоето дете собра се, кај се парите. Да, за жал мора да се чека цела група тоа да се собере и цел проект, затоа што тој што го добил проект одговара за цела сума на парите, што ги добил за сите држави, а не само за Македонија. Така да тој очекува да ги собери сите, 5, 6, 10 држави, да ги собери за да може на сите да исплати. Секако исто поради банкарски трошоци да не праќа на секој и така натаму. И по глобала ги испраќа на една сметка стално дали кон нас како организација или кон лидер за потоа да можат да си ги поделат. Никогаш не се случило, не можам да речам никогаш, да не ги вратат парите, значи се случило да има проблеми, да трае тоа повеќе од 4 месеци, но тоа зависи сепак дали е претходно кажано од организацијата. Моментално имаме проект за Мадрид, кој што е во април, каде што во инфо пакот што го добија учесниците пред да аплицираат, пишуваше дека ќе бидат вратени на точна дата, 26 август 2026, тоест по 4 месеци од проектот. Значи, лимитот е мислам 6 месеци. Да, лимитот е најдоцна 6 месеци после завршувањето. Што мора да ги добијат. Не се случило повеќе од 4. Сепак да кажеме до гледачите дека сепак се заштитени, парите ќе се ги добијат. Освен во случај кај што имало некои малверзации, сето тоа. Да, затоа велам, имало таков случај, баш сме биле вклучени како организација, се случи во Турција организација каде што председател беше гонет потоа од полиција и така натаму ја затвори организацијата и можеби чекаја некои 18 месеци за да ги добијат парите, но сепак ги добија на крај.
бил голем процес, бил долг, Да, но да. сепак Европска унија му ги исплати. Значи Европска унија е позади вас. Да мислам во последно многу станаа поригорозни и кон невладините организации, кон се, и мислам дека се веќе исчистени таквите организации. Да, се исчистени, се уште ги има, но Нормално, сегаш ќе се појави некој што ние гледаме да не работиме со такви организации. Значи работиме толку долго што ги знаеме и соработуваме со други организации кои што веќе имат некои нивни листи на такви организации за да не работиме со нив. Во секој случај да знаат дека се заштитени, има некој позади нив, никогаш нема да остане тоа така, мора да се исполнат тие работи за да си ги добијат нивните трошоци за патување и секако повторно да дојдат срекни да одат на некаква. Лимит нема, може истото дете да се пријави колку што сака. 20 проекти, 30 проекти. Јас лично сум бил на преку 120 проекти, така да нема лимит стварно, така. само да е заинтересиран, мотивиран, барем малку англиски да знае разговорен, затоа што англиски е јазикот на кој што се зборува, да може разговорно да се разбере и тоа е тоа. Друго ништо не треба, не бараме никакви други некои, да речам, полеснителни околности за дечиња од ранливи категории, дали има сепак некој дете сака да прошета, родителот нема да дај 300 евра моментално за авионски карти, а сепак сака да го прати. Дали за таа категорија на луѓе Имаме проекти каде што ние ги покриваме трошоците унапред за платните трошоци, кои што се од наши блиски партнери. Така да доколку имаме такви учесници кои што не можат, имаат кои категории влегуваат тука во ранливи групи? Од ранливи групи кои што навистина социјална, ромска припадност, кои што имаат некој хендикеп исто, не можат да се најдат со средства, ние им поможуваме, ги праќаме на наши проекти кои што се со блиски партнери за ние да им ги купиме картите. Така да само во тој случај можеме да му поможиме, секако, зошто да не, ние сме отворени и сакаме стално да пуштаме различни млади, да не биде само Кумба дека на 20 проекти, зошто да не види и неговите другари. Така да тоа ние имам прочитано таму ги условуваат како participants with fewer opportunities. Па кој се влегува во учесници со помали можности? Со помали можности влегуваат учесници од рурални средини. Рурални, значи немаат пристап. Се да речам одсечени со пат со такви работи, Значи баш сме, мислам дека сите села се одсечени. Кај нас, да. Така да може да се каже сите рурални средини, освен што нема градски автобус, често да одат во град и така нема младински центри, нема ништо, нема кино, нема театар, ништо, далеку му е за да стигнат, тие се. Млади луѓе кои што се дискриминирани на некаков начин. Млади луѓе кои што се од ЛГБТQ заедницата. Што се жртви на булинг, на такви работи. Млади кои што дискриминирани булинг, млади кои што се со некој хендикеп, дефинитивно. Тука влегуваат исто млади жртви на семејно насилство, мислам. Семејство, дали семејно насилство, дали некои дисфункционални семејства, така натаму, се што влегуваат и влегуваат млади кои што се со економски карактер, тоест немаат финансиски. Тие се значи групите кои што сите влегуваат како помали можности и тие Европска унија баш ги охрабрува да одат на проекти. Велат да, слободно аплицирајте, организацијата ќе ви поможи на секаков начин, само вие да одите. Дури и проектите сега нудат и помош по патот, значи доколку им треба, не знам, немаат пари за храна, по пат се патува по 8 сати. Исто така и помош пред патување, што значи ние сме платили пасош на деца кои што немаат пари, немали никој во животот пасош, сме му платиле пари за да извади пасош, за да може да патува. Значи баш секако може да биде покриено едно дете кое што е заинтересирано, мотивирано, нема оден на сак. Значи има начини. Програмата има, Европска унија се грижи за сите категории на млади и секако ние покрај нив ги охрабруваме. Освен младинските размени, тука би ги спомнали тренинг курсевите. Тие се можат, нема лимит, можат и повозрасни луѓе. Тоа е малку посериозно работење на темата, на топикот. Обично од младински работници, луѓе од едукацијата, значи професори, наставници, лидери, луѓе што можат да го искористат нештото што ќе го научат и професионално. Тука идат и порано се вика EVS, сега не знам точно како е. Европски солидарен корпус.
тоа значи волонтирање во туѓа држава на повеќе, подолго време? 2 недели, максимум 12 месеци. 12 месеци. Баш таа програма беше кажана дека е life changing experience, значи дека го променува животот затоа што си во друга држава, и како што кажав, измеѓу 2 недели и 12 месеци. Значи има млади од Македонија што пример одбрале да волонтират во Шпанија една година, живеат или во некои уште почудни држави, држава, ама во моменту имаме учесник кој што е во Латвија, во Резекне. Во Резекне, значи тоа е на руска граница, мало градче кој што е, не знам, како Ресен. Еве да споредиме со некој наш град, оде што волонтира, таму ќе биде 6 месеци. Бил 2-3 пати, Ресен, ама од пиле млеко има. Така, имаме моментално во Естонија, каде што е зима толку од 5 месеци. Па види, и да било во Шпанија, обично не е во Мадрид или во Барселона, е во порурални места, волонтерството е околу, не знам, му помагаш на дечина во градинка, или се помага во старски дом, или документација во организацијата, канцелариска работа и така натаму. Или организираш некој клуб во слободно време, уметност, планинарење, здрав живот. Сместени се под кирија. Се е покриено, значи храна, дури джепарлак добиват. Добиват месечен джепарлак за да можат за нивни трошоци мали. Имат животно осигурување, учат јазикот на државата. Замисли од Шпанија, 12 месеци учи шпански. Втори јазик е така. За без пари ќе научи јазик, што после може да полесно да најди работа заради тоа што познава јазик плюс. Да, и така натаму. Мислам, јас ги охрабрувам да проверат за ова, да дојдат, да се информираат. Ако може кај нас да идат луѓе од Германија, од Франција, од Холандија, така од високо развити држави, за да стекнат искуство, зборуваме за нови вештини, зошто ние да не одиме во тие? Се челичат да заглавуваат по шалцери. Дефинитивно, после чекањето од 3 месеци и пол да добијат виза во нашиот систем, така баш се челичат. Потешко е шпанец да добие виза во Македонија, отколку македонец да добие виза во Германија моментално. Ма ете, се надевам дека ќе ги олесниме околностите, затоа што Македонија станува малку интересна за западниот свет. И те прашал уште едно нешто и тука би го завршиле првиот дел околу овие Еразмус и така натаму, ќе зборуваме вториот дел малце поќе за младинската работа кај нас, волонтерството во Македонија, во вашиот младински центар и општо во градот. Кажи ми, многумина велат дека невладиниот сектор живее од проекти. Дали стварно е така, дали е тоа одржливо, дали живеете само од проекти или навистина вие се потребни некои други, не знам, начини на извор на финанси за да опстои, пошто младинскиот сектор, невладиниот сектор не си само ти твојата организација, имаш вработени, имаш луѓе волонтери, имате трошоци и така натаму. Значи, треба да се разбери дека се работи од проекти, но проектите решаваат некој проблем во општеството. Така. Значи, мора да го видиме тоа, зошто е проектот, не може да речеме, проекти, па... Кога не зборуваме само проекти размена, младинска, имаме локални проекти. Локални проекти кои што работат баш на промена нешто. Дали промена на квалитетот на водите, дали баш ги земам некои еколошки теми затоа што тоа работиме. Дали промена или информации за квалитетот на воздухот и така натаму. Значи, независно за што и да е, има некоја промена. Јас сум претплатен, често го добивам весникот ваш онлайн и гледам безброј пати се чистел Пелистер. Околу Молика горе до Копанки, организирано од вашата невладина. Не знам колку училишта во селата се реновирани од вециња, дограма, бојадисување, такви работи, што никош не стигнало општината да ги направи тие работи. Да, значи за тоа се издруженијата, мислам, организациите се да поможат нешто екстра да направат освен тоа што го прави државата, освен владата и локалната самоуправа. Значи ние треба да работиме со младите и општо со граѓаните, да ги слушнеме нивните проблеми, за да може да направиме некој проект, да побараме финанси, независно дали од Европска унија, дали од Швајцарија, дали од Холандија, некои амбасади. Некогаш и тоа е од министерство или од општината, така? Да, баш така. И дали од општина Битола, дали затоа што општината ги гледа што е потребно во градот, но ние сме директно на терен, тие се во канцеларија.
ние гледаме баш точно што им треба на тоа училиште во рурална средина или на тие млади во таа улица или во таа месна заедница и така натаму. Значи полесно ни е да стигнеме до проблемите за да може да побараме финансии, да напишеме некој проект, да ја напишеме таа идеја, тоест тој проблем да прерасне во идеја, па во проект за да добиеме финансии да ја реализираме. Так. Со реализацијата нешто променува во општеството, не само нешто и нечи живот. Затоа што многу од проектите се како што се овие разум проекти за млади, за промена на животот на младите, за промена на квалитетот на животот на младите и општо на сите граѓани. Значи, од проекти да функционираме со проекти, но функционираме и со тоа што имаме пасија да направиме некоја промена, да поправиме нешто околу нас и некој секако особено за нас младите. Баш ми е мило што горе-долу објаснавме на гледачите како функционира сето тоа праќање на проекти, што децата обично дома ви го кажуваат во кратки црти. За се што рипнавме, заборавме да објасниме, Сфера како невладина се тука, можете да ги контактирате преку имејл, преку телефон, директно во канцеларија е уште подобро, за како родител да разберите и да сватите се низ кои процеси оди едно пријавување на вашето дете, исто можете да го видите младинскиот центар, таму децата користат многу работи, без пари во смисла цртаат, уметност, видео, има прожектори, музика, инструменти, многу голем материјал што може да го користи вашето дете, имаат еко клуб, имаат музички клуб, имате доста клубови, дигитален клуб, да видите како функционираат волонтерите во младинскиот центар, доколку сакате вашето дете да се измеша повеќе со други деца, да научи многу околу, пошто волонтерството е одскочна даска пред вашето дете да се фати нешто за работа, сепак е учење на одговорности, на обврски, на потрошено време за да се вложи во нешто. Така да Сфера ви стојат на располагање. Ете да ги поменем и другите невладини, не е само Сфера, во Битола имаме доста невладини кои се занимаваат со истото или слични работи, така да слободно преќајте ги вашите деца, е многу добро за менталното здравје пред се, за одговорностите кои ќе ги стекне детето и би било по open minded, значи погледот кон светот и кон останатите би се зголемил. Правиме кратка пауза, кон неколку минути се враќаме во студиото, кај што ќе разговараме малку поќе за младинската работа и волонтерството во нашиот град, директно во Сфера, а и општо во градот, во општина Битола. Станете со нас. Минута за нашите поддржувачи. Мебелви од Виница беа први кои што се одзваја на нашето барање за соработка и ни овозможија да ги имаме овие две преубави префенси фотели во нашето студио, а исто така и нашето двосетче е купено од Мебелви, лани кога почнувавме емисијата. Така да сакам да испратам едно големо благодарам од екипата на Брчиме со Дуле, затоа што не поддржуваат само нас како индивидуи, туку поддржуваат и она што го промовираме во нашите емисии, а тоа е човечки вредности, една прогресивна мисла која што денес на сите ни е многу потребна. Се враќаме назад во студио. Навистина прекрасен муавет во првиот дел околу овие размени со Милчо. Сега морам да го прашам малце поќе за волонтирањето, младинската работа во градот, специјално кај ни во Сфера, но и пошироко вака во општината и во целокупниот младински, да речам, во невладиниот сектор. Кој е најголемиот проблем на младите во Битола? Системот, менталитетот или немањето шанси? Па вака, трите работи се проблем кај нас во градот. Не само во градот, во цела држава мислам дека. Затоа што има можности, но не знаеме да ги најдиме. Да. Системот не ни дава шанса, не ни информира и затоа ние пробуваме да ги информираме младите, но информацијата не стигнува. Менталитетот на постарите генерации го пронесуваат на младите.
тоест се пасивни, не се заинтересирани за тоа младите, не веруваат во нештото. Значи, пример, јас кога почнав да патувам на некои 17-18 години на проекти, моите беа исто така многу скептични. Каде ќе одам, зошто сам, кој ми плаќа и така натаму, што е нормално нешто. Зошто ти плаќа, ти беше прашање, да тие нешто како сакат од тебе. Ако не, значи беше многу страшно да речам на Така. Се уште, затоа што се уште по старите генерации не веруваат во ова нешто. Не веруваат во младинската работа, не веруваат во здруженијата, во организациите кои што работат и така натаму. А во моментов во нашата општина има баш добар младински организации, добри организации. Имаме квалитетна младинска работа, што нудиме многу активности, многу обуки на секојдневна база. Така. Значи не е само на проекти еднаш на 3 месеци или еднаш на 4 месеци и така натаму. Гледав делот, например, од обуките и работите што имате, едно што ми остав печаток беше како сами да си напишат професионално CV, што на вистина за без пари му го дават како знаење, како обука, за утре други ден да може и да се аплицира за работа и така натаму. Практични, значи баш практични тие практични работи што не ги има на училиште или на факултет, за жал. Дали младите сакат повеќе да се активират или сакат да се жалат кај нас? Многу сакат да се жалат, дефинитивно, не само за проекти, не само за младинска работа, туку сеопшто. Значи имаме некој таков менталитет, сакаме да се жалиме. Баба ми шегаше кукачи. Да кукаме, зошто не ни чини нешто, баш на народски кажано, не ни чини ова. Младите се тие што треба, што можат да го сменат. Да, тие се тоа што можат да сменат, но многу пати немат храброст. Немат доволно храброст за да направат нешто. Значи тоа е многу битен елемент дека Што им фали повеќе, храброст или дисциплина? Мислам дека храброст. Дефинитивно. Дисциплината ја имаат, горе-долу, значи имаат дисциплина, некој повеќе, некој помалце, но не се храбри, се повлечени за да пристапат кон нешто. Исклучок на различни млади. Некои млади се навистина активни, доаѓаат кај нас своеволно, ни пишуваат, здраво сакам да волонтирам, здраво сакам да научам, здраво сакам да поможам. Значи имаме многу секојдневно што имаме такви заинтересирани, но сепак тоа е некој 10-15%. Максимум 20, кои што само иницијативни се сакат да превземат нешто, имаат храброст. Имаме некој 80% кои што ги нема, да не речам дека ние ги молиме да ги извлечиме од улицата, баш од улицата. И после проект 2 ќе ги освати нештото, ќе се заинтересира, али треба молење. Треба молење. Ти си работел со млади и со волонтирање од кога беше ти млад, да речем, од средношколец до сега. Си ги поминал миленијалците, односно нашата генерација како млади луѓе, Gen Z моментално, и веќе за некоја година влегуваат и генерација Алфа. Кои се најпрактични за работа, најопуштени и во смисла сами да сакат? Моментално работиме со Gen Z, значи многу работиме со Gen Z генерацијата, тоест од 2003 до 2007, па и 2009. Така да се генерација кои што се приспособлива на многу различни моменти, многу различни симулации. Значи, е лесно да работиш со нив, да најдеш решенија, да ги поттикнеш да направат нешто. Значи, многу е битно да му дадеш алатката, дадеш нешто. Еве ги информациите, ајде, да се ангажираме да направиме некоја промена или да направиме нешто. Тоест, од некоја иницијатива да произлезе проект за да се направи промена. Значи, со таа генерација ни е супер. Понови генерации веќе до 2012 почнува Ген Алфа, да. Се надевам дека за сега немаме некоја премногу голема работа со нив, затоа што се уште се тие основно, така е, мислам сега следуваат кај нив, значи баш ние со средношколци работиме, тие ќе дојдат следно во некој барем за 1-2 години. Мислам дека ќе има поинаков пристап, дефинитивно поинаков пристап. И фокусот социјалните мрежи што го прати сето му е се помал и помал. Родени со AI се тие. Така? Мислам AI постои веќе. И тие се во тој момент на сознавање каде што тоа веќе го гледаат, го знаат и многу полесно сакаат да го користат, тоест веќе го користат.
Gen Z Се автоматизирано, нема многу напор од самите нив, баш да. така, не ќе да вклучат на мозок, а Gen Z сега го наоѓаат AI, сега ова звучи интересно, значи јас можам да најдам полесен начин за да направам нешто. Така да направам CV. Нема да одам на работилница да слушам практично и да видам, ќе му кажам. Значи практично ќе се смени и младинската работа како што се менуваат генерациите, а и технологијата. Дефинитивно. Значи нас иднината на младинската работа, иако ќе ни биде се уште физичко работење со младите, затоа што не може AI, значи тоа да се разбериме. Сигурно дека нема да му ја смени работата на сите, значи гледаме многу гифови има дека не е возможно ја да смени на сите, но ќе ни ја смени нас како ќе работиме со тие млади, затоа што тие ќе бараат полесен начин да го направат нештото. Нема да сакат да ме слушаат 1 сат да му објаснат што да вклучат во CV-то, сако го зедовме како пример, што е прво, што е второ и дека треба да биде вариабилно, тоест да биде различно за различна работа, дали за студи, за што и да аплицираат. Тие ќе сакат да научат што да им кажат на AI, за да добијат подобра информација, да, како да насочат. Ме сваќаш, значи ќе ни ја смени нас, но сепак не мислам дека ќе не исчезне. Затоа што AI-от не ти дава тие soft skills, тие меки вештини. Ти дава може некој hard skills, тоест да го добиеш производот, но како да стигнеш до производот? Многу битно, како да комуницираш и така натаму. Може AI да ти одговори ништо, а да ти одговори многу, зависи од нас самите. Зависи од тебе самиот, така да. Сега ти си бил во таков проект, сигурно, дефинитивно, и го имаш одговорот. Прашањето, ако ги исклучиме социјалните мрежи една недела, што ќе се случи со младите? Сигурно си бил на некој no phones, баш минатата размена и така натаму. Детокс проект, така се викаше, баш дигитален детокс, каде што беа информирани младите, се приклуча 40 млади од Европа, кои што оставија се, цела дигитална, значи од сат, сигурно се имат за смартвоч, па таблет, лаптоп, телефон и така натаму, една недела. Влегват дури слушалки, се и се што, значи, окей, да ти оставиме слушалки, како ќе слушаш музика? Нема нешто да ги конектира и беше моментот како ќе ги разбудиме на сабајле. Така сите сме навикнати аларм да си наместиш пред да одиш да спиеш, да станеш. Моравме да купиме аналогни часовници, баш тие старите каде што има едно згорати алармот, за да можат да ги разбудиме сабајле да дојдат на предавање. И како функционираше сето тоа? На почеток беше многу чудно за нив. Не знае како да постапат. Баш не знае како да постапат, затоа што немаја како да го поминат моментот и како да му комуницираат на пауза. Шо сега? Не можам да му вратам на ниедно другарче, не знам што ми пише, ќе морам да изгледа да комуницирам со младите што се таму на проектот. Така, мислам дека исто и тука, ако го направиме тоа, дали во нашиот град или во државата да ги земиме сите дигитални, да снема интернет, доволно е да снема интернет, мислам дека првите неколку дена ќе има тешка паника, има некоја паника, после веќе четврти ден тоа ќе стане поголемо. Но потоа ќе почне да опаѓа, зашто? Затоа што ќе почнеме да наоѓаме други работи што можеме да ги правиме во слободно време. Така ќе се вратиме на некои наши хоби. Тоа не е само до младите. Јас на проект во Австрија немаше 2 дена интернет, најмногу паничеше чистачката, пензионерка. Без интернет. Значи сите сме тука заглавени исто. Сите, но мислам дека младите поќе го чувствуваат затоа што се со него 24/7, баш 24/7, значи заспиваат и стануваат со телефонот и со социјалните медии. Значи ќе има некој процес на горе-долу линија каде што првен ќе има паника, па потоа ќе се приспособиме и ќе почнеме да комуницираме. Тоа е небитното нешто што ќе можеме да направиме, да комуницираме меѓу себе. Иако на проектот така не испадна за жал, накај лошо замина линијата затоа што почна да се случуваат чудни работи, тоест да се измислуваат приказни. Значи стана некоја си ТВ новела. Баш за време да му е интересно. После четвртиот ден за да им биде нешто поинтересно на паузи и навечер, затоа што замисли, завршуваат сесиите, немаш на што да пуштиш музика, немаш како да се дружиш, тие очекуваат да има забава, да има дружба. А и не секој лесно се отвора кон нови луѓе, сега полесно да има драма, отколку да има повеќе. Да, затоа настана баш имаше драма и веќе и ние бевме вклучени како организатори и фасилитатори, за да можеме и ние да помогнеме во решавање на тие работи, за да не испадне проблем, да не испадне нешто поголемо. Дали Македонија искрено ги губи најквалитетните луѓе?
Да, мислам дека и веќе ги има изгубено голем дел на млади, значи знаеме според и статистички од последниот попис во последните 20 години колку млади се само заминати. И то колку млади со некаков дигри, нели, со степен на образование висок. Го гледаме баш кај нас во организација, еве можам да споделам дека од нашата организација барем 10 млади кои што и биле мои вработени, кои што биле волонтери, заминале за подобар живот во некоја друга држава. Значи, квалитетни млади зборуваме, баш brain drain доживуваме како држава. Тоа цело време се случува, но не сме единствени. Затоа што дали сме толку назад колку што мислиме? Пошто има некакво чувство дека ние сме поназад од другите земји. Сме, но не мислам дека толку многу. Не толку многу, затоа што пак имаме многу квалитетни млади, кои што можат брзо да се докажат и да направат некоја промена. Не само низ младите, општо како земја, како опции што ги имаме во државата, системот не е уназаден, едукативниот систем, да. Опции имаме многу, значи. Ама кога ќе ги смешаш со млади од Европа, брзо се претопуваме, не сме и така назад. Дефинитивно стоиме рамо до рамо со другите млади, затоа што имаме стварно многу можности. Се што треба, ни треба на само малце мотивација и иницијатива да потегнеме за да најдеме нешто и да стигнеме до нешто. Значи, како што кажав, отворена програмата е толку за нас и толку опции имаме како млади што почнуваат да бираат. Тоа го имаме феномен, јас го велам на младите и затоа реков дека многу помалци битолчани имаме баш од другите градови, затоа што моментално бираме каде сакаме да одиме и што сакаме да направиме. Ние достапно прво преку сите социјални медиуми ги гледаме можностите и ние одлучуваме на што да одиме. 10 години да се вратиме назад еве, дали тоа беше така? Не беше, беа само 2-3 организации. Беше 3-4 размени во годината некогаш. И беше тепачка како да стигнеш до тоа нешто, а сега поќе не е така, значи се аплицираат на 5 и си бира кој му е најдобар и откажува на другите. Така е. Држи место на 5 и откажува. Сега кога ќе ги смешаш таму нашите со европските деца, млади, не се деца веќе, тие се млади луѓе. Што можат да научат европските млади од нашите, а што ние учиме од нив на еден проект? Европските од нас можат да научат снодливост. Да, дефинитивно. И го признават, тоа ми го имат признаено лично. Снаодливоста кај нас е веќе на друг левел. Снаодливост дека не мора се да биде by the rules. Не, да, може да одат поинаку работите, кај нас ретко што оди by the rules. Точно. Се наоѓаат начини некои други патеки за да стигнат. Топлината мислам исто на спријателување. Зошто ние имаме некој си културолошки момент што сме прилично топли луѓе, отворени за разговор. Посебно со старите ги викаат гостин кој ќе ти дојде со странци. Баш така и затоа мислам овој момент го имаме одстално ние кога примавме волонтери европски. Многу млади ни доаѓаат зашто сакат и да се покажат пред гостинот, пред странецот, но и да научат нешто ново за странецот. Така да тие учат странците од нас, има што да научат. Не само ние, сепак ние учиме дисциплина, учиме трпение од странците, значи ги учиме некои други работи, вештини кои што можеби тука ги немаме или недоволно ни се развиени, за да можеме да се усогласиме со нив. И затоа сме, значи заедно кои ќе сме смешани, не може да познаеш кој од кај. Европски вредности, исто толеранција, мислам дека ги учиме од нив. Толеранција, демократија, значи тие вредности ги учиме од европските учесници. И со нив кога сме, мислам дека сме како исто. А кај сме најсилни како млади од Македонија? Кај сме најсилни? Немам идеја. Сигурно некаде сме. Немам идеја кај сме најсилни. Може би се истото ќе биде со тело дека сме снодливи, ама не сум сигурен, кажи, сме најсилни. Според мене мислам дека во дигиталниот сектор доста млади кај што програмирањето, AI услугите и така натаму добиват доста висок рейтинг на европско ниво. Да, може би тоа ете таму е место кај што не ни смета лошиот едукативен систем, образовен систем и сето тоа е нешто што
се учи на било каков се начин, учи, не ти треба онлайн, контакт да. многу директен, значи си ти компјутер и така натаму. И сметам дека сме добри оратори доколку го знаеме добро јазик англиски, македонците според мене се покажале како Да, дефинитивно добро за знаат јазик да сме. пренесат. Да, за јазик исто сме, значи на проектите се гледа и на сите, во секој учество дека сите македонци знаат англиски. Значи баш сите можам да кажам, отколку да одиш во Германија кога Точно, не ни сакаат, германци, знаат. французи, италијани, Шпанци. шпанци се многу слаби со англиски јазик, иако се од истата група на јазици, латински Да, јазици. тоа сепак може да се каже дека сме добри во, иако ние си окудим образовниот систем, сепак почетниот образовен систем не е добар, затоа Да. што не учи на многу работи кои што во другите држави па не ги практикуваат. Од типот на снаодливоста, од типот на јазиците, од типот на дисциплината, од типот на наоѓање на решенија, значи решавање на тие конфликти, не учи на почеток за да можеме Така. понатаму да се развиваме. Кои што младите, не знам, во Европска унија му е некако поотворено. Значи, тие да бираат што да научат и така натаму, поинаков систем, така да тие се усовршуваат во едно нешто. А кај нас нема таков систем. Да, Систем да. образовен е дека мора се да Точно, да точно. научиш, се да ставиш во една линија и тоа е тоа. Мислам дека тука добиваме Кај нас мора да знаеш и сам да си смениш сијалица, ја Да, попреш водата, да, дефинитивно и тие да баш попнеш работи колата, ги да. учиме. Ги учиме и од улицата, но и од училиштето. А што е поголем предизвик за тебе? Да ги мотивираш младите или да ги убедуваш институциите? Сигурно да ги учам младите, отколку да ги убедувам Мислам институциите. потешко, мислам. Да, но тоа го сакаме да го правиме, затоа што без институциите многу работи нема да се решат. Многу работи ќе останат каде што се. Така да законот, пример, за младинско вклучување кој што се донесе пред 5 години, веќе 6 година, е нешто најдоброто што не се има случај на младите. Така. Затоа што е институционална положба на младите во државата. Када знаеш дека си млад од 15 до 30, така натаму. Дека мора да има младински центар, младински службеник, дека имаш права, дека има систем како да побараш нешто од локалната самоуправа. Така да дефинитивно... Во случај јас сега како младо лице да имам идеја и да сакам нешто да направам, немам услови, немам ресурси, можам слободно да дојдам во младински центар и Да. по закон тоа да се го побарам во Да, кратки баш црти. така, баш така. Супер. Сега секој млад има шанса како својата идеја да ја побара и да прати иницијатива до општината за нешто што им смета. Да. Значи претходно тоа го немаше официјално, тоа Да. со закон немавме загарантирано такво нешто. Немаше институционален чекор. Така да секој млад човек сега може да дојде кај нас во младинскиот центар или да оди во младинскиот совет. Постои нешто што се вика младински совет на Совет општина Битол. Функционира при општината. Да, функционира при општината, 9 млади се од градот, од различни здруженија, од различни училишта, каде што може нив да ги најдете, слободно да им пристапите, тие се млади како вас. Така, млади на возраст од 18 до 30. Да им пристапите со идеја, тие идејата да ја дават на совет на општина Битола, каде што потоа ги остават Може да се покране иницијатива, Баш така. така. Виж, супер. А колку младинските центри реално менват живот? На колку се само статистика? Обично се во овој сектор се представува преку статистики, преку бројки сето тоа. Колку реално му се менува животот на децата? Дефинитивно му се менува. И е нешто потребно. Младинскиот центар е најдоброто нешто што законот го зацртува, го кажува и мислам дека тоа е највисокото нешто. Младински центри сум посетувал уште од 2009 година, низ различни европски држави. Сум бил во многу младински центри од малку околу 2 некои вакви студија, па се до голем као хотел Епинал. Што огромно, со хотел, со сали за вежбање, со се и се што. Значи сум бил во различни. И тоа сум го видел на вистина каква промена имаат младите од другите држави и мислев цел мој живот, мислев колку е добро да имаше младински центар исто во државата. И во 2009 година, тоест во 2011, имав и таков проект напишан за посета на младински центри, тоест млади да дојдат тука да видат колку е возможно и што може да се направи тука. Со законот, со тоа што се отвори, не сме само бројка, дефинитивно, иако на вистина имаме бројка, значи имаме многу млади кои што доаѓаат, можам да кажам дека над 2000 млади годината кои што се различни млади, значи unique numbers, а не млади кои што доаѓаат репетитивно, значи такви се сигурно барем уште 5-10 имаме посети годишно. Гледаме по тоа што тие доаѓаат.
Не само што доаѓаат, гледаме нивната промена од првиот пат кога што дошол, на некоја обука, на некоја работилница, или само да помини слободно време, затоа што имаме пинг-понг, фудбалче и така натаму, да се дружи, па се до после неколку месеци каде што тој покренал своја иницијатива што сака Добро, да и се смени. само тоа дружење, играње пинг-понг или фудбалче во младинскиот центар, јас го гледам како многу попозитивно отколку дружење во не знам, во билјард клуб кај што е зачадено, Така. пијат алкохол и така натаму. Каде што И- гледат такви Да, работи. тука се барем млади врсници, можат да разговарат, да се опуштат, луѓе што се поинтроверти, полесно да се отворат. Баш, во- имаме многу млади кои што доаѓаат само домашно да пишат. Мислам, тоа е чудно, но во последната година од 2025 доаѓаат само да поминат слободно Кој е време тука поќе како одговорност да напиши. да се видат со некои своји врсници, ќе поминат време, секако. За тоа време ќе направат некоја пауза, ќе изиграат нешто, имаме PlayStation секако, ќе поиграат, ќе се подружат, ќе напишат. Често баш, караоке ќе се правите, гледам, спакуваат да. и ќе заминат. Да, има многу активности кои што се дружат, значи не е само дружба, не е само учење, туку е informal learning или да, баш учат за време на нивниот пристап. Јас баш бев поканет како едукатор на еден од вашите проекти за готвење, готвев со младите. Ги поделивме на групи, готвеа прв пат во живото, направеа прекрасни јадења, јас не ми се веруваше. И едно од чупенцата ми рече што го направи највкусното јадење, морав да и честитам и викам браво. И вика, па дома не ме пуштат да не ја запалам кујната, вика мама не ме остава да готвам и е страв да не направам белја. Да. И прв пат вика готвев во живото, али ми беше мило што ете му шанса некаде да се докажа, Да. проба и мислам дека е многу сигурна во себе сега дека јас пробав, можам. Значи сега и дома може да гарантира дека нема да направи белја. Да, дека еднаш веќе Да, пробала, да. се докажала и сега може нешто друго. Да, дефинитивно тоа е нешто што ние му го даваме можност да се докаже, можност да пробат. Никогаш ние стално им кажуваме во група. Нема грешен одговор, Така. никој не ти суди тука, дали е така или не, и стално имаш збор. Значи, седиме во круг, каде што сите сме равноправни. Точно. Нема еден професор, не си на училиште да добиваш инструкции само и да правиш. Тука сме сите... Често може да добиеш и ти како возрастен забелешка од младите дека нешто не е во ред Да. или да ти се коси со твоето убедување и така натаму. О, да. На вистина милио. Сега новите генерации се барем директни. Да, да. Директно ќе ти кажат и тоа е За крај имам две така малку екзистенцијални прашања за тебе. Првото е што треба да престанеме да правиме како општество? Мгм. Добро. Па што да престанеме да кукаме, дефинитивно, и да фатиме да се грижиме за нештата околу нас. Да фатиме да учиме, дефинитивно, затоа што учењето не застанува, и да се почнеме да се грижиме за животната средина и работите околу нас. Природата Затоа што што- имаме во изобилство, Да, посебно тоа во го имаме. Битола. Баш го имаме, не се грижиме само за нашиот двор, а не за околината. Значи тоа е нешто што не е во менталитетот дефинитивно. Значи ко можат во многу европски држави да си го чистат тротоарот сите пред куќата од снег, можеме и ние. Мислам И дека да треба да рециклират и така натаму. излеземе Кај нас малку веќе е на влезено младите. рециклирањето, не е задолжително, ама сепак имаме, ако немаш пред куќа, на 100 метри без имаш. гради подолу имаш барем за пакети или за пластични шишиња и така натаму. Во Хрватска ако можат да одат по 10 километри, само да одат до пункт за отпад за да рециклираат, зошто да не можеме и ние? Точно. Едукацијата е многу битна. Дефинитивно тоа треба да почнеме да направиме и да гледаме околу нас што се случува. Да бидиме тука, да бидиме присутни во моментот на случување, да не бидиме отсутни и пасивни, туку да пробаме да ги мотивираме сите околу нас. Така, Со нашата така. промена, кога ќе ја видат другите, ќе видат дека и тие можат нешто ново да направат, да се грижат и секако да направиме на подобро општество. Мислам дека тоа е Точно, да. нешто што сите можеме да се грижиме. Сепак, таа грижа почнува од нашата куќа, од нашиот дом. Свеста почнува од Нашиот себе стан, си, па се шири, се точно. И второто прашање ми е, ако ти дадат 1 милион евра, во што би ги вложил за младите? Доколку не треба ниту цен да земиш ти, да ги вложиш сите за младите.
Интересно прашање. Милион евра се стварно многу. Ама не се премногу, да. Не се ни премногу, да, Да. можеби 1 милиарда би размислувал поќе. Повеќе работи би се направиле, со 1 милион сигурно еден голем младински центар, каде што би имал Го очекував ова, да. дефинитивно еден Да. голем младински центар со сала и за спорт, со театар, И со многу ресурси за кино, со младите, многу да. ресурси, со младински работници кои што ќе сакат да работат со младите. Тоа дефинитивно би го направил. Значи би вложил, да, за 1 милион мислам дека ќе се направи еден таков еден објект каде што ќе биде врвот на културата, на волонтеризмот на младите. Значи младите треба да има едно Так, место, повеќе капчиња, да. Едно Кои што ќе место се осеќаат каде што и сигурни, да, пред се. сигурни, мотивирани, слободни да дојдат и да творат. Значи, ко може, веќе земам пример из Скопје. Скопје има такви места. Да. Многу има такви места. Многу има места каде што младите можат да творат на различни начини. Треба да има и битола, заслужува да има битола и мислам дека Да, и тоа го тоа може. Скопје не се само младински центри, то се и Културни центри. да, културни центри, да речеме такви организацијски задруги Да, помеѓу Да, многу. да. Од музеи им даваат опции да користат простори, од музички соби, од студија, се што има. Тука се многу ретки, а стварно имаме млади кои што се заинтересирани и мотивирани. Да не им дозволиме да заминат и да не ги учиме да заминат. Затоа што тука има иднина, тука сме се родиле, зошто да не направиме едно подобро општество. Да. Твориме тука, не да ги учиме, И зашто тоа е во нашата држава што се со случува. нашиот јазик, сопствениот мајчин јазик, сопствениот менталитет, на толку помала, да речам, нација, можеш да делуваш многу поќе и да постигнеш многу поќе, отколку да бидеш никој ништо во Германија, земја од 88 милиони жители. Баш така, значи таму почнуваш од нула, а тука веќе И да се почнуваш од потрудиш, негде. секогаш ќе бидеш подпросечен работник таму, отколку Никогаш нема да си на германец ниво. точно. Никогаш точно, нема да точно, те точно. стават затоа што точно. сеј народ како што ги знае. нивната За култура. крај баш да го заокружиме овој прекрасен муавет што денес го направивме, ќе те замолам за нешто директно без дипломатски одговори тука. Ако вечерва пред малите екрани те гледа 20 годишник од Битола. Паметен, способен и сериозно размислува да се замени од државата. Дали треба да остане и да се бори, или дали да си оди и да ја спаси днината. Значи, не мотивацијски цитат, сакам искрен одговор. Ако треба да избереш една реченица што ќе ја запамети тој 20 годишник, која е таа? Јас не заминав. Мислам, види ги примерите наоколу. Значи, не сите заминале за да успеат. И ти можеш да успеш. И ти можеш тука да успеш, да оствариш, да делуваш, да создадеш нешто. Затоа многу е битно да имаме учење за идеи, за стартапи, за предприемништво, да знаат младите што значи од идеја да направат бизнис, да го направат и да можат да успеат. Имаме многу примери на македонски бизнис идеи кои што се продале за милиони долари низ света, така да можеш и ти. Сепак можеш да си тука, сепак да си во Европа. Така е. Не замина ти, не заминав ни јас. Сме имале доста уназад со солзи смеат турнеи кај што може да го фрлам пасошот да останам во Австралија. Или кога сепак си често во Европа, ти си секоја втора недела во Европа, некој си повеќе во Европа отколку во Македонија на годишно ниво, али сепак се враќаме дома. И јас и ти, мислам дека тој начин на живот, да ја поврзиш Европа со дома, да учиш од Европа, да носиш дома, па и нешто што е квалитетно од дома да го однесиш во Европа, а сепак куќата да ти биде тука е многу подрагоцено и многу поќе ќе го цениш времето кога ќе заминиш еднаш и ќе размислиш како си поминувал време во назад дома во Македонија. Точно. Така да многу е подруго. Ете, драги гледачи, ова не беше теорија, ова беше избор. А изборот на крај секој си го носи сам. Милчо, тебе ти благодарам за одвоеното време, за овој искрен муавет што си го направивме ние малку поофицијално денес. Да, благодарам и тебе, супер бе. Приватно се дружиме и си работиме заедно. И мислам дека денес младите разбраја малку поќе од тоа што го знаат, али возрастните разбраја многу повеќе и сепак ви одлучувате како ќе се развива и каде ќе отроши слободното дете
време вашето дете. Не е секогаш изборот фудбал, ракомет, спорт, да, тоа е многу битно и здраво, но сепак гледајте го како опција и младинскиот активизам, младинските размени, тренинг курсеви на одреден и исто предприемништвото и кои се условите како и вашето дете да стигне до некакви европски фондови, сепак тоа може да го направи преку овие младински организации така натаму, за еден ден да стартира бизнис и така натаму. Не е се така црно во државата за младите како што сме учени да го гледаме и да го представуваат повеќе од медиумите и така натаму. Сепак има некаков избор, изборот е ваш и се надевам дека за многу брзо овие муавети што ги правевме дека кај се нашите млади, кај се европските, ќе бидиме пат а пат и ќе влечиме сите некаква корист од тоа. Ова беше Брчиме со Дуле без Дуле. Се гледаме наредната емисија, се надеваме со домакинот со Дуле. Вие гледајте ни потаму.